Црвенкапа, Златокуса, волкот и 7 јариња, 3 прасиња. Мачорот со чизми. Грдето пајче. Црвенкапа. Еднаш одамна, во едно мало село крај голема шума, живееше едно весело девојче. Таа секогаш носеше црвена капичка, што ја имаше сошиено бабај. Толку ја сакаше, што сите во селото ја викаа Црвенкапа. Еден ден, мајка и подготви кошничка со топло лепче, мед и чај од билки. Црвенкапа, рече мајка й, однеси ја оваа кошничка на баба ти. Малку е настината, но запомни, не застанувај попат, не скршнувај од патеката и не зборувај со непознати. Добро, мамо, одговори Црвенкапа и тргна. Шумата беше тивка и убава. Птиците пееа, а сонцето се пробиваше низ гранките и правеше светли дамки по земјата. Црвенкапа чекореше по шумската патека со лесен од. Листовите меко крцкаа под нозете, а воздухот мирисаше на бор и свежа трева. Покрај патеката, во тревата, таа виде убави полски цвекиња. Баба сигурно ќе се израдува ако ја однесам мал букет, си помисли Црвенкапа. Таа клекна и почна да бере неколку цвекиња, внимателно, едно по едно. Во тој миг, зад неа се слушна тивко кршење на гранче. Црвенкапа се сврте. Зад едно дрво стоеше волкот. Здраво, малечка, рече тој со груб глас, но како да се трудеше да звучи љубезно. Што правиш сама во шумата? Црвенкапа малку се збуни, но не сакаше да изгледа исплашено. Одам кај баба ми, рече таа, и носам кошничка со храна, затоа што не се чувствува добро. Волкот ги помести ушите и ја погледна како да му станало многу интересно. О, кај баба ти, праша тој, а далеко ли живее? Црвенкапа се двоумеше, но сепак одговори. Не многу, длабоко во шумата, во кукичката со црвен покрив. Волкот се насмевна со чудна насмевка што брзо ја скри. Многу убаво, рече тој. Баш е убаво што си толку грижлива, само внимавај по пат. И со тие зборови, волкот тивко исчезна меѓу дрвјата. Црвенкапа набра уште неколку цвекиња, па ја подигна кошничката и тргна кон бабината куќичка. Волкот трчаше низ шумата и стигна прв до куќичката. Труп, труп, труп. Кој е? Праша бабата однатре. Волкот го смени гласот во тенко гласче. Јас сум, бабо, Црвенкапа. Бабата ја отвори вратата и волкот веднаш влета внатре. Таа сакаше да викне, но волкот беше пребрз и ја лапна бабата. Потоа волкот ја облече бабината ноќница, стави капа на главата, ги стави бабините очила и легна во креветот, покриен до нос. Се намести добро и чекаше. Набрзо, Црвенкапа стигна до куќичката. Вратата беше подотворена. Троп, троп. Влези, се слушна глас однатре. Црвенкапа влезе тивко. Бабо, ти донесов лепче, мед и цвекиња, рече таа и ја стави кошничката на масата. Но кога се приближи до креветот, нешто ѝ изгледаше чудно. Бабата лежеше некако поинаку, а лицето ѝ беше во сенка. Црвенкапа ја гледаше внимателно. Бабо, бабо, зошто ти се толку големи ушите? За да можам подобро да те слушам, душичке, одговори волкот. Бабо, зошто ти се толку големи очите? Повторно праша Црвенкапа.
За да можам подобро да те видам, мило мое, одговори волкот. Црвенкапа се приближи уште малку. Срцето ѝ чукаше побрзо. Бабо, зошто ти се толку големи забите? Волкот наеднаш ја тргна прекривката и со груб глас рече: За да можам побрзо да те лапнам, извика волкот. И во истиот миг скокна од креветот, се нафрли кон Црвенкапа и ја лапна. Потоа волкот повторно се врати во креветот и заспа тешко, како да е многу уморен и прејаден. Токму тогаш, покрај куќичката минуваше еден ловец. Ја виде вратата подотворена и си рече: Чудно, бабата никогаш не остава вака отворена врата. Влезе тивко, предпазливо, и таму го виде волкот во бабиниот кревет како гласно рчи. Аха, ти ли си никаквецу? Прошепоти ловецот. Ловецот прво сакаше веднаш да го удри волкот, но тогаш забележа дека стомакот му е многу голем, како да проголтал нешто. Само да не ги лапнал, си помисли ловецот. Тој извади нож и внимателно му го распара стомакот на волкот. И тогаш прво се појави Црвенкапа, а веднаш потоа и бабата. И двете живи, преплашени, но безбедни. Ох, каков мрак беше таму, рече бабата и блабоко воздивна. Црвенкапа ја прегрна баба и силно. Бабо, мислев дека никогаш нема да те видам, шепна таа. Ловецот брзо рече: Брзо, ставете големи камења внатре, за да не може волкот да стане пак. Црвенкапа и бабата донесоа неколку големи камења и внимателно ги ставија во стомакот на лошиот волк. Потоа ловецот повторно му го затвори стомакот. Кога волкот се разбуди, сакаше да избега, но беше премногу тежок. Направи неколку чекори, се сопна и падна во една дупка близу до куќата. И така заврши неговата лоша намера. Потоа двете седнаа заедно со ловецот и пиеа топол чај од билки и јадеа лепче со мед. Кукичката повторно се наполни со мир и топлина. И така, Црвенкапа, бабата и мајката живееа мирно и среќно, а шумата уште долго ја паметеше оваа приказна како предупредување. Не секој што зборува љубезно има добро срце. Златокоса и трите мечки. Некогаш одамна, во една тивка зелена шума, каде што дрвјата шушкаат како да пеат приспивна песна, живееа три мечки во една убава дрвена кукичка. Таму живееше таткото мечок, голем и силен, со глас како тапан. Мајката мечка, мирна, грижлива и секогаш се средено држеше. И малото меченце најсладко, најмалечко и малку разгалено. Еден ден мајката мечка сготви каша и ја стави во три чинии, голема, средна и мала. Но кашата беше многу жешка. Ајде на кратка прошетка, рече мајката мечка. Нека се излади малку кашата. И така, трите мечки излегоа на прошетка во шумата, а кукичката остана тивка и празна. А во истата шума шеташе едно девојче со жолто-златна коса, па затоа сите ја викаа Златокоса. Таа беше многу љубопитна. Кога ќе видеше патека, мораше да види каде води. Кога ќе слушнеше нешто, мораше да провери што е. Така, одеднаш меѓу дрвјата ја здогледа кукичката. Леле, колку е убава, си рече.
тропна Тивко. Троп, троп. Никој. Проба уште еднаш. Троп, троп, троп. И пак никој. Па се навали на вратата и таа се отвори. Само ќе дзирнам, си рече. Само една минута. И влезе. Во куќата мирисаше прекрасно, а на масата стоеа 3 чинии со каша. Златокоса проба од големата чинија. Уф, премногу топло, вруќо како оган. Проба и од средната. И ова е жешко. Па ја проба малата. Ова е одлична, топличка. И не застана на една лажичка. Ја изеде целата кашичка од малата чинија. Откако се најаде убаво, сакаше малку да седне, да одмори. Големиот стол и беше преголем, средниот претврд, а малото столче, ова е идеално. Седна, се намести, се заниша малку. Крак! Столчето се скрши. Ој, прошепоти Златокоса и се засрами. Ја фати сон и отиде да провери што има во другата соба. Виде 3 кревети. Големиот ќе ми биде премногу голем. Средниот е премек. Ке си легнам во малечкиот, направен како за мене. И Златокоса заспа. По некое време, мечките се вратија дома. Таткото мечок погледна во кашата и се намурти. Некој јадел од мојата каша. Мајката мечка извика. Некој пробал и од мојата каша. А меченцето погледна во својата чинија и жално рече. Некој ја изел мојата каша. Цела. Потоа ги видоа столовите. Некој седел на мојот стол, рече таткото мечок. Мајката мечка изненадено рече. Некој седел и на мојот стол, а меченцето погледна тажно и викна. Некој седел на мојот стол и го скршил. Кога отидоа во другата соба, се изненадија. Некој лежел на мојот кревет, рече таткото мечок. Некој лежел и на мојот кревет, рекла мајката, а меченцето застана малку намуртено и покажа со прст. Некој лежи на мојот кревет и уште е тука. Златокоса ги отвори очите и ги виде 3 мечки пред себе. Една голема, една средна и една мала, ама лута. Таа писна. Скокна од креветот, излета од собата, ја фати вратата и потрча низ шумата побрзо од сопствената сенка. И не застана, се додека не стигна дома. Таа вечер Златокоса си легна во својот дом и тивко си рече. Никогаш повеќе нема да влегувам во туѓ дом без дозвола, затоа што домот е важно место. Домот не е само куќа, домот е топлина, сигурност и мир. А 3 мечки си живееа мирно во својата куќичка, со својата кашичка, со своите столчиња и со своите креветчиња. И шумата повторно беше тивка. Волкот и 7 јариња. Во една убава зелена шума, во мала куќичка со црвен покрив, живееше една мајка коза со своите 7 јариња. Јарињата беа палави, весели и љубопитни. Трчаа низ куќата, играа жмурка и се смееше целата шума кога тие ќе запеат. Еден ден, мајката мораше да излезе до селото да купи брашно и свежа зелка. Пред да излезе, ги собра сите јариња околу себе и строго им рече. Деца мои, јас ќе одам до селото. Внимавајте.
Во шумата шета страшниот волк. Не отворајте никому. Ако некој тропа, прво прашајте кој е, а мене ќе ме познаете по мојот нежен глас и по мојата бела шепа. Јарињата климаа со главчињата. Разбравме, мамо, да не се грижиш, извикаа сите во хор. И мајката излезе. Но не помина долго и пред вратата се слушна троп, троп, троп. Еден груб глас рече: "Отворете, деца мои, јас сум вашата мајка." Јарињата се погледнаа. "Не, тоа не е мама," прошепоти најмалото. "Гласот на мама е нежен." И гласно рекоа во хор: "Не отвораме, ти си волкот." Волкот се налути. "Ќе видите вие," мрмореше додека си одеше. Изнервиран од јарињата, отиде кај продавницата и купи неколку јајца, ги испи живи за да му омекне гласот и кога се врати почна да си го прави гласот тенок и нежен. Потоа пак се врати. Троп, троп, троп. "Отворете, деца мои, јас сум мама." Сега звучеше многу понежно. Јарињата пак се двоумеа, ама најпаметното рече: "Покажи ни ја шепата." Волкот ја протна шепата низ малата дупка. Но шепата беше црна. "Не си ти мама," викнаа. "Мајка ни има бела шепа." Волкот рикна од лутина и избега. Овој пат отиде кај мелницата и му рече на мелничарот: "Посипи ми ја шепата со брашно." Мелничарот не сакаше, ама волкот го заплаши, па му посипа. Сега шепата му стана бела како снег. Волкот насмеон пак дојде. Троп, троп, троп. "Деца мои, мама се врати, отворете." И им ја протна белата шепа низ малата дупка. Јарињата слушаат, гласот нежен, шепата бела и срцата им се стоплија. "Мама!" викнаа радосно. И ја отворија вратата. Во истиот миг волкот влета внатре. "Аха!" завика. Јарињата писнаа и се разбегаа низ куќата. Едно се скри во шкафот, друго под масата, трето зад завесата, четвртото под креветот, петтото зад шпоретот, шестото во коритото за перење, а најмалото влезе во големиот часовник што стоеше во аголот и се затвори внатре тивко како сенка. Волкот ги најде едно по едно и ги голтна. Само најмалото го немаше. Едно ми избега, ама доста ми е," рече волкот со огромен стомак како балон. Се стркала надвор, легна под дрвото и заспа. Во тој момент мајката коза се врати, носи брашно, целка и мисли: ќе им направам пита. Но штом стигна до куќата, се стаписа. Вратата отворена, столови превртени, завесите искинати. "Јариња!" викна таа. Никој не одговори, само се чу едно тивко тик-так, тик-так. Од часовникот излезе најмалото јаре со насолзени очи и рече: "Мамо, волкот ги однесе сите." Мајката не плачеше долго, се исправи и засветија очите. "Не грижи се, ќе ги спасиме." Го зема јарето за рака и тие тргнаа да го бараат волкот. Брзо го најдоа како спие под дрвото, а стомакот му се крева и спушта, како да има камења внатре. Мајката зеде ножици и игла со конец што ги носеше во торбата, како секоја вредна мајка. Тивко му го засече стомакот и едно по едно, плоп, 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 излегоа јарињата, живи, малку мокри,
ама живи. Мамо, викнаа сите и се гушкаа. Но приказната уште не завршила. Мајката шепна: "Пст, брзо, донесете големи камења." Јарињата донесоа камења и ги ставија во стомакот на волкот. Потоа мајката го заши стомакот исто како ништо да не било. Сите се скрија. Волкот се разбуди и мрмореше со дебел глас: "Оф, што ми е тежок стомаков, како да сум изел 6 јариња, хо-хо-хо-хо." Стана и тргна до бунарот да пие воде. Но камењата го влечеа надолу. Се наведна и плус падна во бунарот. И никогаш повеќе не се врати кај јарињата. Од тогаш, мајката коза ги учеше јарињата уште попаметно. Не отварајте на непознати. Секогаш проверувајте 2 пати. Бидете безбедни. И најважно, мама секогаш ќе ве заштити. И тие живееа среќно, во кукичката со црвениот покрив, каде повторно се слушаше песна и смеа. Кој мисли на време, не се плаши од утре. Мравката и штурецот. Во едно тивко поле, каде тревата се нишала како море, живееле 2 сосема различни света. Едниот бил свет на труд, трпение и тивка сила, а другиот свет на музика, радост и безгрижност. И додека сонцето силно го греело летото, нивните приказни започнале да се испреплетуваат. Мравката станувала рано. Пред сонцето целосно да се издигне, таа веќе била на пат. Носела зрна, лисја, мали трошки. Секој ден мал чекор напред. Не се жалела, не застанувала. Знаела дека времето брзо минува. Во истото поле, недалеко од неа, штурецот свирел. Свирел весело, скокал од лист на лист, се смеел и пеел со ветерот. "Животот е за уживање," викал тој. "Погледни колку е убав денот." Еден ден, додека мравката носела тежок товар, штурецот и довикал: "Зошто толку се мачиш? Дојди, одмори. Летото е кратко, треба да се ужива." Мравката застанала за момент. Го погледнала штурецот со насмевка, но и со сериозност. "Работам денес, за да не се грижам утре." Штурецот само се насмеал. За него утре било предалеку. Деновите почнале да стануваат пократки. Ветерот станал постуден. Лисјата полека паѓале. Мравката продолжила да работи. Сега уште побрзо, уште повнимателно. Неизиниот дом подземја полека се полнел со храна. Штурецот почнал да забележува промени. Повеќе немало толку сонце. Песната му станувала потивка. "Може би треба и јас малку да соберам нешто?" си помислил. Но веднаш потоа повторно засвирел. И тогаш дошла зимата. Снегот ја покрил земјата. Се замолчало. Во својот мал, топол дом, мравката била безбедна. Имала храна, имала мир. Надвор, штурецот бил сам. Студот му ги вкочанил нозете. Гладот му ја одзел песната. Секој ден бил потежок од претходниот. Една ноќ, со последна сила, штурецот стигнал до домот на мравката. Тивко затропал. Вратата се отворила. Мравката стоела таму, мирна, тивка. Го погледнала, не со лутина, туку со разбирање. "Те молам," рекал штурецот со слаб глас. "Гладен сум и студено ми е." Мравката молчела кратко, потоа се тргнала настрана и му направила место. "Влези," рекла мравката. Му дала малку храна и топлина, но и нешто поважно. "Секое време има своја работа," тихо рекла мравката.
Летото е за подготовка, зимата е за мир. Штурецот ја спуштил главата. Сега разбрал. Не било важно што поминало, важно било што научил. И од таа зима неговата песна станала поинаква. Не само весела, туку и мудра. Поука. Кој мисли на време, не се плаши од утре. Волкот и трите прасиња. Некогаш одамна, таму каде што ливадите се зелени како свила, а сонцето секое утро се смешка од задридовите, живееше една мајка прасица со своите 3 мали прасиња. Тие и беа како 3 капки радост. Секогаш разиграни, секогаш љубопитни, но секое посебно на свој начин. Секој ден фатени за рачиња си ја пееа нивната омилена песна. Кој се плаши од волкот лош, 3 за грош, ние не се плашиме, тра-ла-ла-ла-ла. Првото прасенце беше највесело. Сакаше да скока, да игра и да пее цел ден. Второто прасенце беше најсонливо. Често гледаше во облаците и си замислуваше светови од бајки. А третото прасенце беше најмирно и најпаметно. Не зборуваше многу, но секогаш размислуваше. Еден ден, мајката прасица ги погали по главата и им рече: Деца мои, пораснавте. Време е секој од вас да си направи свој дом. Дојде денот кога треба да бидете самостојни и станете добри и одговорни. Трите прасиња се прегрнаа со неа и ветија дека ќе бидат внимателни. Потоа тргнаа по патот, секое кон својата среќа. Првото прасенце не одеше, тоа скокаше. Патот му личеше на песна, а денот му личеше на игра. И кога здогледа голем куп слама, се насмеа. Ох, од ова ќе направам куќа многу брзо. И ќе си пеам и ќе си играм по цел ден. Па за кратко време направи мала кукичка од слама. Мека, жолта, весела. Се чинеше како дом што мириса на лето. Прасенцето легна пред кукичката и си рече: Ете, готово, имам дом. Второто прасенце одеше малку поспоро. Го слушаше ветерот низ гранките и си замислуваше дека шумата зборува. Кога виде дрва и гранчиња, му светнаа очите. Ке направам кукичка што ќе звучи убаво кога ќе дува ветер. Ке си имам дрвена кукичка. Па направи дрвена куќичка. Убава беше и мирисаше на шума. Но прасенцето не внимаваше дали е доволно цврста. Многу сакаше што побрзо да ја заврши. Кога заврши, седна внатре и задоволно прошепоти: Домче мое, колку си убаво. А третото прасенце не брзаше. Го гледаше небото, па тревата, па дрвијата и си мислеше: Дом не е само место каде што ќе спиеш. Дом е место што те чува. Па почна да бара материјал што ќе биде најсилен. Најде тули и почна да гради. Еден ден, па уште еден, рацете му се валкаа, челото му се потеше, но очите му беа мирни и сигурни. И конечно се појави една убава куќа од тули со силна врата и оџак што гледаше кон небото. Еве, рече прасенцето, ова е дом кој не се плаши од ветер. Си имам дом што ќе ме чува. Но во шумата живееше и еден волк. Не беше тоа волк што сака разговори и пријателства. Тој беше гладен и лукав. Еден ден го осети мирисот на прасенце и се насмевна. Охо-хо-хо, денес ке ми се посреќи, нема да си легнам гладен, хо-хо-хо. Па прво стигна до куќичката од слама. Троп, троп,
Троп. Прасенце, прасенце, пушти ме внатре. Првото прасенце се стресе и викна однатре. Не, не, нема да те пуштам. Волкот ги стегна усните и рече: Ако не ме пуштиш, ќе дувнам силно и ќе ја урнам куќата. И дувна само еднаш, но силно. Фиу! А сламата, како да била пердув, летна на сите страни, во воздухот, по тревата, по гранките. Првото прасенце писна и тргна да трча побрзо од сопствената сенка, право кај братчето во дрвената куќичка. Двете прасиња се сокрија внатре. Срцата им тропаа како тапанчиња, туп-туп, туп-туп. А волкот, ете го пак, троп, троп. Прасиња, прасиња, пуштете ме внатре. Не, викнаа две исплашени гласчиња од внатре. Волкот се насмеа лошо. Хо-хо-хо, тогаш ќе дувнам. Дувна еднаш, кукичката се затресе. Дувна втор пат, гранките почнаа да крцкаат. Дувна трет пат и дравената кукичка падна. Двете прасиња излетаа како стрели и трчаа без да гледаат назад, само со една мисла. Брзо, кај братчето, во куќата од Тули. Кога стигнаа, третото прасенце ги прегрна силно и ги внесе внатре. Тука сте безбедни, рече мирно. Волкот стигна зад нив, се запре пред куќата, ја разгледа одозгора додолу и малку се намурти. Почна да тропа на вратата. Троп-троп. Прасиња, прасиња, пуштете ме внатре. А третото прасенце одговори тивко, но јасно. Не, волку, ова е наш дом. Тука нема место за зло. Волкот се налути и викна: Ке дувнам најсилно и ке ја урнам оваа куќа. И дувна, силно, но куќата не мрдна. Дувна уште посилно, но зидовите стоеа како планина. Волкот се умори и луто прошепоти: Добро, ќе најдам друг начин. И го вида оџакот. Третото прасенце го слушна шушкањето над кровот. Ниту се уплаши, ниту заплака. Само рече: Брзо, запалете оган и ставете котел со вода. Двете прасиња потрчаа, а волкот почна да се спушта низ оџакот. Но тогаш, плуп, волкот падна точно каде што не требаше, во котелот. Ау! Викна волкот и со еден скок излета, па трчајки исчезна во шумата, толку брзо што и сопствената сенка едвај го стигнуваше. И никогаш, ама никогаш не се врати. Кога падна ноќ, трите прасиња си седеа во куќата од Тули и се топлеа на огнот од каминот. Надвор можеше да дува ветер, можеше да врне, можеше да се разлути светот, но внатре беше топло. И не затоа што имаше оган, туку затоа што имаше нешто посилно – заедништво. Првото прасенце тивко рече: Сега знам, дом не се гради брзо. Второто прасенце додаде: И не се гради само за да изгледа убаво. А третото прасенце се насмевна и заврши: Дом се гради за да те чува. И повторно си ја запеа нивната омилена песничка. Кој се плаши од волкот лош, 3 за грош, ние не се плашиме, тра-ла-ла-ла-ла.
И така трите прасиња живееа среќно во дом што не се руши лесно. Дом направен од тули и со ум. Понекогаш лесното изгледа убаво, но трудот е оној што спасува. Што е изградено со трпение, останува. И што е направено со љубов, станува вистински дом. Глувчето Мице. Некогаш одамна, во едно мало селце, живееше едно мало глувче по име Мице. Мице живееше во топла куќичка под подот на една стара селска куќа, заедно со своите баба и дедо. Во кукичката секогаш мирисаше на леп и сушени јаболка, а низ малото прозорче влегуваше тивка сончева светлина. Бабата беше нежна и грижлива. Секое утро му подготвуваше на Мице трошки и топол чај од камилица. Дедото беше мудар и мирен. Навечер седеше до прозорецот и му раскажуваше приказни за светот надвор. Мице ги сакаше бабата и дедото повеќе од се. Секој ден Мице им помагаше колку што можеше. Му носеше на дедото мали зрнца жито, ги редеше лисњата пред кукичката и внимателно ги собираше трошките што ќе паднеа на подот. Понекогаш седеше до дедото додека тој поправаше стари предмети, а Мице му подаваше ситни парчиња дрво и конец. Бабата често го фалеше. Ти си наше вредно глувче. А Мице срамежливо се насмевнуваше и ушенцата му се тресеа од радост. Но Мице беше и многу љубопитно. Еден ден, кога надвор почна да паѓа првиот снег, Мице погледна низ малото прозорче и возбудено рече: "Сакам да го видам снегот." "Не оди далеку," го предупреди бабата. "И врати се брзо," додаде дедото. Мице весело истрча во дворот. Се беше бело и тивко. Снегулките паѓаа како мали пердувчина, а Мице оставаше ситни траги додека трчкаше и се смееше. Но снегот стануваше се погуст. Ветрот тивко задува, а кога Мице се сврте да се врати, трагите веќе ги немаше. Се изгледаше исто, бело. Мице одеше малку лево, малку десно, но не можеше да ја најде куќичката. Шепичките му се смрзнуваа, а срцето му трепереше од страв. Се свитка покрај една ограда и тивко повика: "Бабо, дедо, помош!" Во истиот миг, бабата забележа дека глувчето Мице не се вратило. "Нешто не е во ред," рече таа. Дедото веднаш ја стави капата, го облече палтото, зеде фенерче и двајцата излегоа во снегот. Го бараа зад амбарот, покрај дрвјата и крај патеката, додека снегот тивко им паѓаше по рамената. И тогаш дедото виде мало сиво топче покрај оградата. "Еве го Мице!" Го зедоа внимателно во рацете, го завиткаа во шалот на бабата и брзо го однесоа дома. Таму го стоплија со топол чај, го покрија со меко ќебенце и седеа покрај него додека не ги отвори очињата. "Бабо, дедо, тука сме," му рекоа. "Секогаш ќе бидеме тука." Од тој ден Мице научи важна лекција. Светот е убав и интересен, но домот е најсигурното место, а љубовта на бабата и дедото е најтоплата. И оттогаш, кога ќе паѓаше снег, Мице гледаше низ прозорчето, но секогаш остануваше блиску до дома. Јованче и Марика. Во едно сиромашно селце, покрај густа и таинствена шума, живееше дрвар со своите две деца, Јованче и Марика, и нивната Макија. Иако таткото ги сакаше децата, Макијата беше студена и строга жена, која повеќе мислеше на себе отколку на нив.
Настапија тешки времиња. Храна имаше се помалку, а дрвата што таткото ги сечеше едва и носеа доволно пари за леп. Една вечер, кога децата веќе лежеа во кревет, макејата тивко, но остро му рече на таткото: "Немаме повеќе што да им дадеме. Утре ќе ги однесеш длабоко во шумата и ќе ги оставиш таму. Така барем ние ќе преживееме." Таткото пребледе. Како можам да ги напуштам сопствените деца? Но макејата беше упорна. Му зборуваше долго, го убедуваше, го плашеше со гладот што доаѓа. На крај, со тешко срце, таткото попушти. Јованче не спиеше, се слушна. Тивко стана од креветот, излезе надвор и собра мали бели камчиња што светкаа под месечината. Ги стави во џебот, па се врати кај Марика. "Не плаши се", и прошепоти. "Јас ке се погрижам." Утредента, таткото ги однесе децата во шумата, запали мал оган и рече со треперлив глас: "Дечиња, почекајте ме тука, ке се вратам подоцна по вас." Децата останаа да чекаат. Но додека одеа, Јованче незабележливо ги фрлаше камчињата зад себе. Кога падна ноќ и шумата потемне, децата се исплашија. Но тогаш, со помош на светлата месечина, ги здогледаа светлите камчиња како мала патека низ мракот. Ги следеа и така безбедно се вратија дома. Макејата беше бесна. По неколку дена, таа повторно го натера таткото да ги однесе децата, уште подлабоко во шумата. Овој пат, Јованче немаше можност да земе камчиња. Во џебот имаше само парче леп, кое го кршеше на ситни трошки по патот. Но птиците ги изеле трошките. И кога се стемни, децата во ноќта не можеа да го најдат патот назад. Одеа долго. Марика плачеше тивко, а Јованче ја држеше за рака. По многу чекори зодени, пред нив се појави чудесна кукичка, направена од медени колачиња, прозорци од шеќер и покрив од бисквити. Гладни и изморени, почнаа да кршат малку од зидовите. Тогаш вратата се отвори. "Кој ми ја грицка кукичката?" праша слаб глас. Се појави старица со свиткан грб и блага насмевка. Ги покани внатре, им даде топло млеко и меки кревети. Марика чувствуваше немир, но Јованче веднаш заспа од умор. Напрку се откри вистината. Старицата всушност беше вештерка. Таа го затвори Јованче во кафес и ја натера Марика да готви и чисти. Секој ден му носеше храна на Јованче за да го здебели. Но Јованче беше многу итар. Секој пат кога вештерката му бараше да го подаде прстот низ решетките, тој и подаваше мало ковче што му беше останало од храната. Вештерката го допираше и мрмореше дека се уште е премногу слаб. По долго време, вештерката се налути. "Денес ке те сготвам, слаб или дебел." И нареди на Марика да ја запали печката, а топлиот пламен тивко зашумоле внатре. Бидејќи очите веќе не гледаа добро, вештерката се наведна поблиску кон огнот за да провери. Тогаш Марика собра храброст и со еден брз потек ја турна внатре. Марика го најде клучот и на брзина го отвори кафезот. Во кукичката најдоа сандаци полни со злато и скапоцени камења. Ги наполнија џебовите и побегнаа. Тргнаа низ шумата. По долго одење стигнаа до една река. Една пријателска патка им помогна да преминат. Потоа го препознаа патот и конечно стигнаа дома. Таткото ги пречека со солзи во очите. Макејата веќе ја немаше. Со богатството што го донесоа, семејството повеќе никогаш не беше гладно. Но најважно, повторно беа заедно и беа срекни. И Јованче и Марика за секогаш запомнија дека љубовта меѓу брат и сестра
е најсилната магија на светот. Принцезата на зрното грашок. Во еден голем, тивок дворец, обкружен со високи ѕидини и зелени градини, живеел млад принц. Собите во дворецот биле раскошни, ходниците долги, а во дворот секогаш цветале рози. Тој имал се што може да посака човек, освен едно – немал жена. Сакал да се ожени, но не со било која девојка, тој сакал вистинска принцеза. Патувал далеку од својот дом, минувал низ градови полни со луѓе, низ тивки села и големи кралства. Запознавал многу девојки што тврделе дека се принцези. Некои биле убави, некои биле љубезни, некои зборувале како вистински дами. Но секогаш нешто недостасувало. Нешто во нив не било сосема вистинско. Принцот почнал да се чувствува уморно и малку тажно. Се прашувал дали може би бара нешто што не постои. Една ноќ, кога небото се затемнило и ветерот силно завивал, започнала страшна бура. Дождот паѓал силно, како да сака да го измие целиот свет. Громовите ја цепеле темнината, а светкавите молни го осветлувале дворецот. Во таа ноќ се слушнало тропање на вратата. Слугата ја отворил. Пред него стоела девојка, мокра до кожа. Косата ѝ била залепена за лицето, а облеката ѝ била тешка од дождот. Капки вода се слевале по неа, а рацете ѝ трепереле од студ. Јас сум принцеза од соседното кралство, рекла тивко. Ве молам, дозволете ми да останам тука ноќва. Ја внеле внатре. Во топлината на дворецот, таа изгледала уште поуморно. Кралицата ја погледнала внимателно, со мирен, но прониклив поглед. Не рекла ништо, но во себе веќе донела одлука. Таа сакала да ја дознае вистината. Слугите подготвиле кревет за девојката. Голем, мек, удобен. Но пред да ја пушти да легне, кралицата скришум ставила едно мало зрно грашок на самото дно. Потоа наредиле еден душек, па уште еден, па уште еден. Секој мек и дебел. Врз нив ставиле перници, меки како облаци, слој по слој, се додека креветот не станал висок речиси до таванот. Се изгледало совршено удобно. Девојката легнала. Очите ѝ се затвориле од умор, но ноќта не била мирна. Утрото, кога светлината полека навлегувала во собата, влегла кралицата и ја прашала: "Како спиеше?" Девојката полека се исправила. Лицето ѝ било бледо. "Не можев да спијам," рекла тивко. "Нешто ме боцкаше и не ми даваше мир." Во просторијата настанала тишина. Кралицата се насмеала. Тивко, сигурно. Сега знаела. Само вистинска принцеза можела да почувствува толку мало зрно низ толку многу душеци и перници. Принцот ја погледнал девојката поинаку, со радост што долго ја чекал. Конечно ја пронашол. Наскоро во дворецот се славела голема свадба. Светлата гореле до доцна во ноќта. Музиката се слушала низ градините, а луѓето се смееле и славеле. А малото зрно грашок го зачувале, како спомен, како доказ дека понекогаш најмалите нешта ја откриваат најголемата вистина. Мачорот со чизми. Во едно мало село, на крајот од една прашлива патека, живееше стар воденичар. Тој имаше 3 сина. Кога почина, им го остави тоа што го имаше. На најстариот му ја остави воденицата, на вториот магарето,
а на најмладиот само еден мачор. Момчето тажно го погледна. Што ќе правам со мачор, си прошепоти. Но мачорот не беше обичен. Го погледна со бистри очи и проговори. Не грижи се, рече мирно. Само дај ми една вреќа, шешир и еден пар чизми. Момчето се зачуди, но немаше што да изгуби. Му даде што побара. Мачорот ги облече чизмите, ја стави вреќата на рамо и тргна. Чекореше сигурно, како да знаеше точно што прави. Наскоро стигна до една ливада. Таму имаше многу зајаци. Мачорот ја отвори вреќата, стави малку храна во неа и се преправаше дека е мртов. Еден зајак се приближи. Потоа уште еден. И тогаш брзо мачорот ја затвори вреќата. Фати еден дебел зајак. Совршено, се насмевна. Ова е подарок за кралот, рече. Од мојот господар, маркизот од Карабас. Така го нарече својот сиромашен собственик. Кралот се израдува. Каков дарежлив човек, рече. Денови поминуваа. Мачорот носеше нови подароци. Зајаци, птици, разни пленови. Секогаш истото име. Маркизот од Карабас. И така кралот почна да верува дека тоа е богат и важен човек. Еден ден мачорот се врати кај момчето. Дојди со мене, рече. Го однесе до една река. Соблечи се и влези во водата. Момчето се двоумеше, но го послуша. Токму тогаш по патот поминуваше кралот со својата кочија. Мачорот почна да вика. Помош, помош! Маркизот од Карабас се дави. Му ја украдоа облеката. Кралот веднаш застана. Брзо, помогнете му. Го извадија момчето од водата и му дадоа прекрасна облека. Сега изгледаше како вистински благородник. Принцезата го погледна и срамежливо се насмевна. Во меѓувреме, мачорот трчаше напред. Секој што ќе го сретнеше по патот, мачорот го предупредуваше. Ако кралот праша, кажете дека оваа земја му припаѓа на маркизот од Карабас. Луѓето се плашеа од неговата сигурност и убедливост и го слушаа. Кога кочијата поминуваше, сите велеа исто. Ова е земјата на маркизот од Карабас. Кралот беше импресиониран. На крајот, мачорот стигна до голем замок. Таму живееше страшен џин, силен, опасен и многу горд. Мачорот влезе смело. Сум слушнал дека можеш да се претвориш во што сакаш, рече. Џинот се насмевна. Се претвори во лав, огромен и страшен. Мачорот за миг се исплаши, но се созеде. Импресивно, рече. Но сигурно не можеш да станеш нешто мало, како глушец. Џинот се налути. Секако дека можам, и во истиот момент се претвори во глушец. Мачорот не чекаше, скокна и го изеде. Кога кралот пристигна до замокот, мачорот го пречека со подароци. Добре дојдовте во замокот на маркизот од Карабас. Кралот беше воодушевен. Замокот беше величествен, имотот бескраен, а момчето сега веќе облечен како благородник. Набрзо се слушна свадбена музика. Кралот веднаш закажа свадба. Маркизот од Карабас се ожени со принцезата, а мачорот секогаш одеше гордо во своите чизми. Паметен, снаодлив и повеќе од обичен мачор. И така, од едно сиромашно момче со малку храброст и еден многу умен мачор се роди приказна што сите ја знаат и ќе ја паметат. Грдато пајче. На една тивка фарма, покрај зелените ливади и езерцето што блескаше на сонцето, една пајка грижливо ги чуваше своите јајца. Секој ден ги вртеше со клунот, ги грееше со пердувите и со радост ги очекуваше малите пајчиња. Птиците пееја,
Тревата мирисаше свежо, а во воздухот се чувствуваше дека ќе се случи нешто убаво. Едно по едно, јајцата почнаа да пукаат. Крц, крц, и од нив излегоа жолтеникави, меки пајчиња. Тие веднаш почнаа да пискаат, да се туркаат и да ја следат мајка си. Пајката беше пресреќна. "Колку сте убави," рече таа. Но едно јајце остана, најголемото, и никако да се отвори. Денот помина, па уште еден помина. Сите се чудеа зошто тоа јајце доцни. Конечно едно утро, крак, јајцето се отвори, но од него не излезе мало жолто пајче. Излезе сиво, поголемо и некако чудно. Имаше подолг врат и несмасни нозе. Другите пајчиња го гледаа збунето, а мајката пајка тивко прошепоти: "Сепак и ти си мое дете." Се додека беа малечки, сите играа заедно. Но како што растеа, разликата стануваше поголема. Сивото пајче беше повисоко, погрдичко и несмасно. Животните во дворот почнаа да шепкаат: "Какво е тоа пајче? Не е наше." Другите пајчиња го туркаа, а понекогаш и клукаа. Пајчето се трудеше да биде љубезно, но колку повеќе се трудеше, толку повеќе беше осамено. Една вечер, кога сонцето заоѓаше и сенките беа долги, пајчето повеќе не можеше да издржи. Со солзи во очите, тивко излезе од дворот. Никој не го запре. Трчаше низ тревата, преку калта, додека не стигна до едни големи трски покрај езерцето. Таму се сокри. Слушаше како водата тивко мрмори и си мислеше: "Може би не припаѓам никаде." Дојде есента. Лисјата пожолтеа и почнаа да паѓаат како златни писма од небото. Пајчето талкаше од место до место. Некогаш ќе најдеше малку храна, некогаш не. Но најтешко беше кога дојде зимата. Ветрот беше остар, водата се заледуваше, а пајчето трепереше од студ. Една ноќ замалку ќе заспиеше во снегот за секогаш. Тогаш се случи нешто добро. Еден стар човек што минуваше го забележа пајчето. "Ох, сирото малечко," рече тој и внимателно го зеде во рацете. Го однесе дома, покрај огнот. Таму беше топло. Пајчето конечно се загреа, доби храна и вода. Но и таму не се чувствуваше сосема свое. Се плашеше дека пак ќе го избркаат. Кога зимата попушти, земјата почна да дише повторно. Се вратија птиците, тревата изникна, а сонцето беше меко и мило. Пајчето излезе надвор. Се погледна во мирната вода, веќе не беше исто. Пораснато, телото издолжено, а пердувите му станаа побели и помазни. Но тоа уште не го знаеше најважното. Еден ден, покрај големото езеро, пајчето виде нешто прекрасно. На водата пловеа 3 бели лебеди. Горди, мирни, како да се создадени од светлина. Пајчето се приближи срамежливо. "Ке ме избркаат, сигурно ке ме исмеат," си рече. Но лебедите само го погледнаа со нежни очи и продолжија да пловат покрај него. Пајчето ја наведна главата над водата и замразна од чудо. Во одразот не виде сиво грдо пајче. Виде лебед. Голем, бел, прекрасен лебед. Тогаш разбра. Никогаш не било грдо, само било поинакво. Се насмевна. За прв пат во животот не чувствуваше срам.
чувствуваше мир и знаеше дека конечно припаѓа некаде. Понекогаш на љубавото во нас не се гледа веднаш. Некои растат побавно, некои се различни, но тоа не значи дека не се прекрасни. Само значи дека се уште не го нашле своето место.